Овде денес сме со Владимир Панев, еден од авторите на книгата Доктор Детектив, и моментално се наоѓаме на промоцијата на книгата. Здраво, Владимир. Здраво. Книгата напишавте со доктор од Америка, доктор Тим. Да. Кој е тој и од каде се порави интересот да дојде токму во Македонија и да соработува со вас? Доктор Тим е директор за Македонија, че тој има организација Medical Education International. Сега таа организација ги едуцира студентите на разни држави и докторите. Праќа доктори од Харвард, од Станфорд, од Тексас, значи од првите универзитети праќа доктори во државите што се од трет свет за да се заголеми квалитетот на медицината таму. А ако не се лажам, тој престојуваше во Македонија околу една година. Тој во Македонија доаѓа веќе поред 6 години. Ние со него се знаеме веќе околу 4 години. И соработуваме. Заедно одеме на вежби, на предавања. Како дојдовте до идејата да напишете книгата? Која е нејзината содржина? Кога правевме рунди во болницата со доктор Тим, често пати бевме сами, еден на еден или так тим. И кога тој ќе ми кажеше што ги прашам пациентите, видов дека има како некоја финта или некој начин на кој што тој прашува прашања за да излече повеќе информации, и почнав да му викам да напише книга, и тој се согласи, но доколку заедно ја пишуваме книгата. И така почнавме да ја пишуваме врз база на принципите на clinical reasoning. Зошто токму доктор детектив? Доктор детектив, прво некако има многу мелодично името, а и асоциацијата. Значи, доктор и детектив треба да има таа желба да ја открие мистеријата за болеста, како што детективите отсакаат и ги копнеат да откријат мистеријата за злосторството или за било кое криминалистичко дело, така и докторот треба да копне да открие причината за болеста. За кого се е наменета содржината на книгата? Книгата е првенствено наменета за студенти и за млади лекари, но може секој и од постарите, за тоа што постарите лекари, како што ја сега имам забележено, користат само еден принцип од вкупно 5 принципи на поставување на диференцијални дијагнози. Зошто одлучивте да ги донирате парите од продажбата? Така одлучивме да биде ова како еден дар од нас двајцата за студентите, и средствата што ќе бидат собирани ќе бидат донирани. Мојот дел ќе биде дониран на СОМА, на студентски организирана медицинска асоциација, а неговиот дел ќе биде дониран во медицинска библиотека, која што тој сега ја отвори. Пред неколку дена е официјално отворена во Скопје. Дали во иднина можеме да очекуваме и повеќе од соработката со вас? Вака се ние имаме некои идеи, но се уште нема ништо конкретно и здраво за готово одлучено. Ви благодарам.